Пет најмали држави во светот. На пето место државата Гернзи. Кога станува збор за Гернзи, некои мислат на истоименето говедско месо, други на изборот на најдобри фудбалери на Каналските острови. Природата во Гернзи се карактеризира со хортикултура и се наоѓа во Ла-Манш, во близина на копното на Франција, во заливот Сен-Мало, исто како Џерси. Три острови ја формираат Гернзи, два помали и главниот остров Сент Питерс. Атракција на главниот остров е замокот Корнет, кој стои на карпа пред пристаништето Свети Петар. Официјален јазик англиски и француски. Главен град пристаништето Свети Петар. Шеф на државата, воедно и шеф на владата Елизабета II, војводката од Нормандија. Површина 78 квадратни километри. Популација 62.307 жители од март 2018 година. Густина на населението 980 жители на квадратен километар. Валута Гернзи фунта. 4. Островите Норфолк политички се дел од Австралија. Тие се наоѓаат во Тихиот океан, западно од брегот на Австралија, јужно од Нова Каледонија и северно од Нов Зеланд. Островот е од вулканско потекло и има богата флора. Највисоката точка на островот е планината Бате на 318 метри надморска височина. Населението на островите го сочинуваат новодоселени австралици и новозеланѓани. Покрај тоа станува збор за потомците на бунтовниците на Баунти, кои го колонизирале и ги колонизирале сите острови на Куковите. Вкупно повеќе од 2100 жители го населуваат островот, од 34,6 квадратни километри. Информациите за Норфолк островите во близина на главниот град, Кингстон на југ, има прекрасен залив кој е идеален за пливање. Одмор на Норфолк покрај риболовот, островот е добар и прилагоден за сите видови спортови на вода: сурфање, едрење, нуркање, скијање на вода, кајак и летање змејови. Островот има 77 продавници без данок. Семејството на Норфолк се гордее со својот мал остров и нуди широк спектар на програми за поддршка за да се доближи се до посетителите од тури со патување, со едрење, планинарење до островот. Филип има и широка програма, особено за љубителите на природата и активните туристи. Суверена држава, одвојување од Тасманија на 1 ноември 1856 година, главен град Кингстон. Официјални јазици се англиски и Норфук. Етнички групи на островите се жителите на островот Норфук, новозеланѓани, шкоти, ирци, фиџијани и филипинци. Владата директно администратира зависност од проценка за 2016 БДП е вкупно 60.209.320 американски долари. Валута австралијски долар. Одиме со број 3. Број 3 Науру. Држава Науру. На прв поглед јазик науришу. Континент Австралија и Океанија. Мал рај за нуркање во Пацификот. Науру привлекува многу нуркачи, но внимавајте при контакт со некои отровни животни. Позицијата на Науру е мала островска држава во Пацификот, кој припаѓа на регионот на Микронезија. Островот лесно може да се заобиколи за еден ден. Островската држава граничи со федералните држави Микронезија на запад, Маршалски острови на север, островските држави Кирибати на исток и Соломоновите острови на југ. Позадината на Науру беше позната по своите богати наслаги на фосфат повеќе од 1 век. Тие се состојат од фосилизирани птичи измет стар милиони години. На крајот на 19 век островот бил припоен од Германија и многу подоцна под британска колонија управуван. На депозит фосфат беа минирани од 1990 години. Кога родниците одеднаш биле исцрпени, островот одеднаш осиромашил. Островот Науру во однос на туризмот, земјата е подобра од низините суровини.
Некогашната слава на ова време се уште не може да се открие. На многу места автомобилите се празни без гориво. На страна на патот на моторните чамци со исто толку празни резервоари во пристаништето, како и бавно распаѓање на модерните делови згради се неми сведоци на економијата која цветаше до неодамна. Науру е исто така толку популарен кај фотографите како и кај нуркачите, како и повеќето острови во регионот. Науру е рај за нуркачи. Во Науру бидете внимателни со португалската галија кога пливате и нуркате. Копривите на овие медузи можат да предизвикаат сериозно воспаление на кожата, можат да пораснат и до 30 метри. Покрај тоа, отровот може да доведе до сериозни мускулни контракции, отежнато дишење, па дури и дишење и срцев удар. Португалската галија е еден од 10 најотровни животински видови во светот, затоа веднаш посоветувајте се со лекар, веднаш штом ќе стапите во контакт со ова животно. Најголем град е округот Денигомоду. Официјални јазици се науруански, а најчесто се зборува англиски. Етнички групи 58% науруанци, 26 површина 21 квадратен километар, популација 10.670. БДП проценка за 2021 година $132 милиони, по глава $10.125. Број 2. Гибралтар. Официјален јазик англиски. Валута фунта. Континент Европа. Англиска енклава во Шпанија. Карпа за која се бореле со векови историја на Гибралтар се движи вака. На мајмунските карпи од време им било грижа за позицијата. Гибралтар се наоѓа на Пиренејскиот полуостров и се граничи со Шпанија. Политички тој е дел од британската прекуморска територија. Тоа беше дадено на Англија со договорот во 18 век. Овој договор и денес предизвикува конфликти и постојано предизвикува политички и воени спорови, поради стратешката локација на Гибралтарскиот теснец. Теснецот меѓу Африка и Европа има чисти судри меѓу властите на Шпанија и Англија. Неодамна во 2009 година за време на полицијската акција, атракциите на Гибралтар и безбедноста на земјата за патување беа високи. Можете да влезете во двоумење за паркирање. Паркирањето е многу скапо во градот, па најдобро е да го оставите вашиот автомобил во Шпанија. Нема железнички врски, туку меѓународен аеродром. Да се види како авион полетува или слетува на лента широка 1200 метри, а секогаш спектакл. Патот мора да се блокира секогаш кога ќе полетува или слетува некој авион. Покрај оваа атракција има и други знаменитости. Карпата на Гибралтар се слави во многу балади, беше од стратешко значење за време на Втората светска војна, бидејќи никогаш не падна во рацете на соседните фашистички држави. Тврдината Мавритански замок, површина 6,8 квадратни километри, највисока надморска височина 426 метри, жители 34.000, проценка за 2020 година $90.941 по жител. БДП совкупно од 3.253.835.320 американски долари. Многу висока. Гибралтарска фунта. За Ватикан ве поканува да го посетите, а градините на Ватикан се карактеризираат со старо градинарство. Информации за земјата. Ватикан е најмалата држава во светот со 44 хектари и е целосно оградена од територија на Италија. Влезот, или подобро кажано, влезот во државата Ватикан е можен, но туристите имаат ограничен пристап, а посетата на Ватикан државата е добра шанса да се направи вашиот престој во Рим, малку повеќе различно.
корисни информации. Шефот на државата е папата кој доживотно го избираат кардиналите. Тој е поглавар на Римокатоличката црква и одржува богослужба на плоштадот Свети Петар секоја среда. Кога учествувате во црковните служби, треба да имате почит. Кадралата Свети Стефан е забрането влегување со кратка облека, односно мажи со кратки панталоми и жени со кратки здолништа. Покрај тоа, во католичката црква не е вообичаено мажите да носат шапки, капи и такви работи на главата, за разлика од јудеизмот или исламот. Знаменитостите и посебните карактеристики на туристичкиот центар во Ватикан се базиликата Свети Петар, Сикстинската капела, Ватиканските градини и Ватиканскиот музеј. Во Ватикан нема ноќевање за туристи. Можете да јадете или во кафулето на покривот на базиликата Свети Петар да пиете некој напиток или во мензата на музеот на Ватикан. Поштенските марки од Ватиканската пошта се многу популарни меѓу колекционерите на поштенски марки. Тама можете да добиете и разгледници. Официјален јазик е италијанскиот и латинскиот. Држава во форма на владење монархија. Како бискупот на Рим, папата е по службена должност шеф на државата. Површина 0,44 квадратни километри, популација 453 жители, на националната територија 618 граѓани. Густина на населението 2270 жители на квадратен километар. Валута евро, независност од 11 февруари 1929 година.